Прво сакам да се заблагодарам на Сдруженијето на пензионерите, на председателот на управниот одбор во Куманово, бидејќи драго ми е што денес можев да поминам дел од денот со нив, да разговараме за она што го направивме за пензионерите во изминатите 2 години и во изминатите 7 години, и секако за плановите кои што ги имаме во делот на изборната програма за пензионерите. Изминатите години имплементиравме голем број на политики кои значат повеќе за сите и значат грижа за сите, поединечно, вклучително и пензионерите, и така ќе продолжиме и во иднина. За мандатот на владата која ја предводев, обезбедивме раст на пензиите и финансиска поддршка за оние пензионери на кои што тоа најмногу им беше потребно во текот на овие кризни години. Ние покажавме дека кон највозрастната категорија на граѓани се однесуваме со почит, со грижа, се грижиме за нивниот квалитет на живот, затоа што не креиравме еднократни решенија, туку креиравме системски решенија кои ќе дават резултат на долг рок. Тоа беше и поедобната точка кога ја презедов владата, да направиме и да усогласиме методологија со Сојузот на Сдружение на пензионери, со партијата на пензионери и со другите чинители во делот на организирањето на пензионерите, и успеавме да воведеме законска методологија со која што пензиите се согласуваат 2 пати годишно, во март и септември, и тоа 50% со порастот на часовите за живот и 50% со порастот на просечната плата. На овој начин растот на пензиите нема да зависи од ничија политичка волја и нема да зависи од политичките случувања во државата. Со оваа методологија успеавме само за една календарска година да ги зголемиме пензиите за 20%. Во однос на 2016 година, денес имаме просечна пензија која е повисока за 6400 денари и која што денес изнесува 20200 денари, а во времето на претходната влада до 2016 просечната пензија изнесуваше 13700 денари. Минималната пензија исто така е зголемена за над 4000 денари и таа денес изнесува над 13000 денари во споредба со 8000 денари колку што изнесуваше во 2016 година. Пензионерите беа опфатени со последниот 9 пакет на антикризни мерки, каде се издвоја 35 милиони евра за 187.000 пензионери во државата. За декември и јануари веќе се исплатени финансиските средства до 3000 денари месечно, а редовно ќе се исплаќаат и овој месец, како и во наредните месеци, како што е предвидено со антикризните мерки. Со ова ние изградивме систем за заштита и враќање на квалитетот на живот на нашите граѓани, така ќе продолжиме и во иднина, и грижата за пензионерите исто така е опфатена и во програмата на Социјалдемократскиот сојуз за претстојните парламентарни избори. Како партија ќе успееме да овозможиме сите пензионери да се над прагот на сиромаштијата. Можеме да најдеме решение за секој проблем, за секој предизвик, бидејќи ги слушаме барањата на граѓаните, здруженијата, бидејќи нашата партија секогаш има отворени врати како за нови идеи и решенија, така и за нови предлози кои што доаѓаат од Сдруженијата на пензионери. Вие гледате дека јас, ова не ми е прв состанок со Сдруженијата на пензионери, веќе пред извесно време имав со Сојузот на Сдруженијата на пензионери во Скопје, пред тоа со Сојузот на синдикати на Македонија, и ќе продолжиме да работиме заедно со пензионерите и со работниците за зголемување на нивното достоинство. Како што се зголемени пензиите за 50%, така и кај платите, просечната плата е зголемена за над 50%, минималната плата е зголемена 100%, што само покажува дека водењето на социјалдемократски политики во држава како Северна Македонија е правилната политика во делот на платите и во делот на пензиите. На крајот сакам да се заблагодарам на Сдруженијето на пензионери во Куманово, кои беа одлични домаќини, за големиот број на пензионери кои што присуствуваа, секако и на управниот одбор, и јас сум сигурен дека повторно ќе се видиме со нив. И благодарност на медиумите кои се тука денес.